Во продолжение во Добро утро секој утро би сакала да им се обратам на сите оние најмили, најмали на децата, но воедно и да ги замолам сите оние мајки, татковци, баби, тетки, негувателки, учителки, наставнички кои што не гледаат во моментов, да им пренесат за една многу голема наградна игра која што се случува од страна на Бокси. Сакаме да ве поканиме сите вие драги другарчиња да учествувате во оваа наградна игра бидејќи се доделуваат вистински вредни награди, вклучувајќи ја главната награда летен камп во Грција. Повеќе детали дојдовме да собереме за вас, драги другарчиња, токму овде во Бокси. Сања ќе ни помогне околу тоа. Сања, благодарам што сте повторно во Добро утро секој утро. Здраво, Бела, мило ми е што сте тука. Ајде да започнеме со ред. Споменав дека главната награда е летен камп во Грција. За сите оние, бидејќи има многу награди, да раскажеме како би можеле да бидат дел од оваа наградна игра. Да, главната награда е камп во Грција, но не е една. Доделуваме две главни награди. Летување со супер распуст поддржано од Балкан Фан во Грција. Добитниците на тие две награди ќе може да си го понесат своето најдобро другарче со нив. Тоа е, значи, всушност е 4 главни награди. Како може да учествува? Многу лесно. Само одат на нашата страна, Boxi.mk, веб страна, прават профил, се најавуваат и ја спуштаат апликацијата од App Store или Google Play. Тоа е тоа. Да подсетиме дека Бокси е првата дигитална библиотека, голема библиотека за дечиња, односно првата детска апликација за читање и слушање книги. Всушност, овие награди можат да се добијат само доколку се читаат многу книги, така? Се читаат многу книги или се слушаат многу книги. Кога ќе влезат во апликацијата, треба да соберат само 200 поенчиња, нив може да ги соберат со 3-4 прочитани книгички, што не е така многу. Имаме 2 месеци за да ги прочитаат нели книгичките и тоа значи дека се дел од наградната игра. И покрај нели главната награда може да добијат и било која од другите награди што ги доделуваме. Па Сања, ова навистина не е тешко, очигледно, штом се работи за 3-4 книгички. Рокот на пријавување е до кога? Била главното извлекување на 1 јуни, така што нашите учесници може да се пријавуваат се до 31 мај. Тука сме, доколку може да соберат 200 поенчиња во еден ден, слободно може да учествуваат и во наградната игра. Одлично. Ајде, што се вклучува наградната игра покрај овие две вредни награди? Имате еден куп други награди. Што се вклучува од наградите? Еден голем куп други награди. Имаме како втора награда викенд во Маврово за 4 лица. Имаме ваучери од Нептун и Амигос, имаме индивидуални часови по англиски јазик во English Language Academy, имаме играчки од светот на Биби, имаме производи од Бимилк, што уште немаме. Сите детали, бидејќи се многу, ќе можат да си ги погледнат, како што кажавме, на Boxi.mk. Таму ќе ги забележат сите вредни награди кои што можат да ги освојат читајќи книги. Малку книги, не многу книги, но сепак читањето книги не прави помудри во иднина. Бокси ни помагаа во тоа. Би сакала да позборуваме околу тоа како се развива Бокси во овој период, како растете, како се развивате, што се случува ново кај Бокси? Откако се видовме претходниот пат, ние сме стварно пораснати од една апликација што беше на сам старт, сега сме веќе многу посериозен продукт што брои над 1500 наслови. Во последниот период ни се приклучија и странски издавачки куќи како што се Harper Collins кои допринесоа со својата библиотека аудио книги и книгички, нели како што веќе напоменав, може да уживаат нашите корисници од 3 до 16 години. Бираат која и да ја сакаат книга е тука. Па дури и помали, бидејќи книгата што се слуша можат да ја слушаат и помали деца, сега имаат малку трпение, но во секој случај е полесно за помали деца. И покрај тоа што сум слушнала дека кај возрастните луѓе е многу голем тренд слушањето на книги. Дали е тоа така? Точно така, да. Гледаме дека имаме читатели од најмала возраст, ни пишуваат мајки и татковци кои кажуваат дека Бокси е спас посебно пред спиење. Пуштаат аудио книга и уживаат. Така заспиваме. Имате ли статистика, водите ли евиденција колку читатели имате досега, расте ли бројката? Бројката расте секојдневно. Излезе дека Македонија има читачка нација, но има нација која не сака баш да оди во книжари да купува книги. Бокси ги донесе книгите многу поблиску до светот на дечињата. Сите дома имаме мобилен уред или таблет
И како што гледаме од бројките кои нели ги пратиме, видовме дека ние имаме стварно дечиња кои уживаат во книгите. Која е најчитаната книга? Гледам дека вадите и така на месечно ниво најчитана, најдобра книга во месецот? Аудиокнигите се покажаа нели како голем хит. Последно најчитана книга ни е Ведра од ПНВ публикации. Одлично. Сега, ајде повторно да се навратиме на конкурсот. Дали веќе има пријавено, бидејќи е во тек, вашата наградна игра е веќе отворена. Веќе има ли пријавено? Конкуренцијата расте ли? Да. Сите наши читатели, сите наши корисници кои досега беа корисници се веќе пријавени во наградната игра и секој ден се пријавуваат нови, така да побрзајте. Има време до крајот на месец мај, ќе ги повикаме нашите верни гледачи, најмали гледачи кои што не гледаат во моментот. Сања, за крај ќе ти се заблагодарам, посакувам успешно да помине оваа наградна игра и да продолжите и понатаму, може би на самиот крај да ни најавите какви планови има за Бокси за во иднина? Имате ли веќе некаква агенда? Да, како што ветивме, Бокси ќе премине од Бокси Kids во Бокси Family. Здравје, од веќе септември го планираме тоа да се случи и покрај тоа што нели македонскиот пазар ни е опфатен, планираме да одиме и на другите пазари, прво во соседните земји, па потоа одиме кон освојување на цела Европа. Одлично. Благодарам многу за гостопримството кое што секогаш ни го нудите. Посакувам успешна наградна игра. Драги другарчиња, како што споменав на самиот почеток, ве повикуваме да се пријавите на големата наградна игра на Бокси МК и да учествувате за овие вредни награди. Посакувам среќа.